Програма наменета за целата публика. Претходно во намалата продавница за милиничиња. Пред неколку месеци ги пратив сите мои дела во Сум. Ова лето се одржува камп за мода и ме премија! Кој знае колку долго ќе бидам одсутна? Што? Мора да направиме нешто. Не мораме. Што? Видовте колку е возбудена. Треба да ја поддржиме во обидот да го исполни својот сон. И ако на сите многу ќе ни недостига. Не можам да го замислам место без Блајт. Не можам ни јас. Добрата вест е што Блајт нема да остане таму до крајот на животот. Лошата вест е што нема да биде тука цело лето. Помисли си на нештата најомилени и оствари ги. Замисли си го местото каде може свој да бидеш ти. Ние сретни сме, ние своји сме. Во нашата продавница ние сретни сме, ние своји сме. Во нашата продавница. Најмалата продавница за миленичиња. Ова е Сум, Северниот универзитет за мода, каде што ова лето ќе престојувам во модниот камп. Зар кампусот не е одличен? Бев многу вредна и учев за сите работи поврзани со модата. Ова е студентскиот дом што ако во кој моментално живеам. А ова е личноста со која живеам, мојата цимерка, Мекена Никол. Таа обожава мода. Како што можете да видите, ја зеде цела соба. Ова беше неверојатно искуство. Но дефинитивно ми фалат сите дома. По 10-ти пат, тато, добра сум. Но како си ти? Навистина, мислам... Јас сум добро, а исто така и прекрасно. Имам се под контрола. Тато, нешто гори? Што? Секако не. Не! Изгледа нема пожар. Мислам дека треба да ги заменам батериите на детекторот за чад. Ке те оставам сега, мила. Нема да дозволам уште еден тостер да се запали. А кој не ги памете инспирирачките зборови кои ги кажа Блајт кога ја изведовме храбрата спасувачка мисија во немалата продавница за белиничиња? Се сеќава неколку беа тие зборови бидејќи изгледа јас ги заборавив. Таа неверојатна лудорија беше успешна бидејќи Блајт беше со нас. Многу ми недостасува. И мене. И мене. Исто. Еј, барем ја добивме Медисон. Добро утро, мали суштества. Да, баш забавна. Друштво, време е за утринското јавување на Блајт преку веб камера. Многу ми е мило што господја Тумбли стави камера тука, па Блајт може да не види. Штета што ние не можеме да видиме. Добро, Блајт, што мислиш за ова? Лежарна или федора? Двата ти прилегаат одлично, Мекена. Знам, затоа е и толку тешко. Нека биде федората. Подготвена си за на час, Блајт? Доаѓам за минута. Прво мора да проверам нешто на компјутерот. Добро утро на сите! Мило ми е што ве гледам сите. Блајт, пак зборуваш со миленечињата? Што? Не? Знаеш, тие нема да ти одговорат. Знам. Да одиме. Време е за мода. И камерата се исклучила, пуштете се. Ај, се е потешко да глумиме дека сме срекни кога ќе се јави Блајт. Не можам веќе да продолжам со ваша рада. Не јас. А не знам што значи шарада. Само е прашање на време кога ќе дознае и ќе свати колку сме несрекни. Подобро да се тргнеме од таа камера кога ќе се вклучи црвено светло. Па, не сум сигурен дека тоа е баш добра идеја. Блајт ќе знае дека нешто не е во ред. Комбе за немалите миленичиња? По школото мое имам што да следам. Модни дизајни постојано гледам. Многу за учење и правење. Да станеш дизајнер треба знаење. Модата е нашиот сон.
Многу фустани правам шарени, модата е нашиот сон. Многу шиење, нема спиење, погледни овде гламур, онде стил. Јас сум пријатели во вистински филм. Шијам со часови во шарени бој, да ставам ли на прсток, ау, ова ме боли. Модниот камп е прекрасно место за сите овдека. Мојот сон е да бидам дизајнер на облека. Модата е нашиот сон, облеката ни е обсесија. Модата е нашиот сон, биди модерен, тоа важно е. Модата е нашиот, модата е нашиот. Пак да работиме, што не одмориме. Модата е нашиот, модата е нашиот. Да одмориме, многу работиме. Пете си на гласно, веќе доцнам на час. Модата е нашиот сон, модата е нашиот сон. Некогаш таа е досадна еден тон. И тоа не доведува до почетокот на 20-тиот век, кога ги измислиле вештачките бои од катран и камено масло, познати како некој, било кој, нова класа на нови бои, некој, Идан Трони. Тоа ме подсети на една смешна приказна за еден младеж кој случајно... Ау, господјо Твомбли, купивте комбе? За што служи? Тоа е за сите наши муштери. Како? И за идните муштери. Можам да ги земам миленичињата, да ги носам или да доставам храна, се за муштеријата. Слушнавте? Веројатно. Мислам дека случајно си стави вода во увото. Господја Твомбли сега е натркала. Ако ја викне некој муштерија, таа мора да оди кај него. Да. И каква врска има со нас? Сега мора да најдеме начин да ја пратиме барање на господја Твомбли. Да земе нешто? Или некој од училиштето на Блајт. И некако ние да бидеме вклучени во тоа. И на пат сме да ја видиме Блајт, колку просто. Како прав? Молам, Ајде, не смееме сите да се криеме од камерата. Расел има право. Пени Линк, појави се. Јас, како замисли да го направам тоа? Сунел, ми излезе водата од увото кога ми се качи на глава. Но сега увото ме скокотка. Морам да го почешам. Вини, престани! Многу скокотка. Многу. Ха, нема никого. Колку чудно. Не можеме да продолжиме вака. Мора да ја натераме господја Твомбли да не однесе кај Блајт веднаш. И затоа шапките се мој омилен моден додаток. Еј, сака некој да прави нешто? Да прошетаме или да играме некоја игра? Знаете, малку да одмориме од модава? Блајт, колку си смешна. Постојано и велам дека е многу забавна. Да се вратиме на мојата шапка. Упс, добив порака. Ни фалиш на лудата железница на островот Њузини. Добро, сега сум на сајтот на најмалата продавница. Сега ќе го пополниме во барање за преземање миленичиња и ќе се вратиме во продавницата пред да не фатат. Да видиме име на миленичето. Знам. Локација на миленичето. Северниот универзитет за мода. Локација за испорака. Најмалата продавница за миленичиња. Додај! Каде што миленичињата се посебно весели, а творот е најдобар. И мунгосот. Не заборавај да го спомнеш мунгосот. Знаете, никој не доаѓа во дневната соба. Што е важно? Мене ми е, извини. Добро. Во дневната соба каде што се забавниот твор и мунгос. Згодниот мунгос. Згодниот мунгос. Сега само ќе додадеме посебни упатства и... пратено. Неверојатно. Што? Тоа што смисливме толку добар план? Не,
Тоа што можеш толку добро да куцаш со толку мали прсти. Запамтете сите, дизајнирате мултифункционален моден додаток. Сакам и форма и функционалност. Ова изгледа добро, Блајт. Објасни ми го. Секако, господја Вестракамп, ова е ранец кој не служи само за чување работи, туку има и преграда во која можете да ставите милениче. Тоа е одлично, Блајт. Многу уникатно. Би рекла дека си на добар пат да станеш одличен дизајнер. Секоја чест, Блајт. Сега ќе можеш да ми помогнеш за шапката. Секако, Мекена, но прво мора да разговарам со некого. Ало, најмалата продавница за миленичиња. Тука е привремената работничка Медисон. Како да ви помогнам? Здраво, Медисон, тука Блајт. Кој? Знаеш, девојката што ја менуваш? О, Блајт! Како се чувствуваш? Јасно ми е како се разболи додека работеше тука, Блајт. Тука има влакна и секакви гадни работи. Но не сум болна и таму не е гадно, туку... таму е господја Твомбли? Жал ми е, моментално зафатена е, но ќе кажам дека се јавила. Чекај! Се јавив поради миленичињата. Добра се? Веројатно. Се обидувам да не одам многу кај нив. Гадно е. Пак дека било гадно. Морам да завршам уште една од многуте должности. Чао, Блајт. Поздрави. Не ми спуштај. Што е со таа девојка? Расел, види! Медисон чита ништо на компјутерот. Сигурно е твојот мејл! Господја Твомбли влегува. Да слушнеме. Господјо Твомбли, добивме барање за комбето за миленици да земе нешто од место што се вика Северен универзитет за мода. Северниот универзитет за мода? Таму е Блајт. Има таму добри доктори? Добри доктори? Нешто не е во ред со таа девојка? Таму е Блајт во модниот камп. Каква среќа што првиот муштерија ми е таму. Сега можам да ја посетам. Тука пишува во специјални упатства дека е пожелно да се земат и други миленичиња за малото душиче да биде мирно. Баш би сакала да ве видам во живо. Внимание, модни кампери! За оние кои сакаат малку да го почувствуваат својот дом, пријавете се за автобусот кој утре оди во Даунтаун Сити. Бидејќи мора да ја смирам мојата муштерика, ќе ги земам сите миленичиња и ќе направам убав ден. Нема шанси! Има. Нашиот план успеа. Одиме да ја видиме Блајт. Мора да се пријавам. Одам дома! Па, одиме во Сум да го земеме нашето прво милениче и да ја видиме Блајт. Нема подобра забава од тоа. Еве, Зои, сега сте врзани. Господјо, ти спремна за првото возење со комбето? Спретна како бубамара во јуни. Да, јас не сум баш сигурна што значи тоа. Жал ми е што денес мора да работите, ќе ја прегрнам Блајт за вас. Се гледаме како низ кровна. Здраво, како бурек за појадок. Блајт, зами напред да можам да те прашам. Која? Каубојската или дерби? Двете ти прилегаат добро. Знам, затоа е тешко. Не заборавај кога ќе се вратиш на чека предавање за историјата на карираните материјали. Супер! Се гледаме, Мекена. Малечки, баш се размоабетивте. Сигурно велите господја Твомбли, отпејте ни песна. И јас не го реков тоа. Ти? Добро, ајде. 29 конзерви храна на полицата, 29 конзерви храна, земи една и продај ја. 98 остануваат. 28 конзерви храна на полицата, 28 конзерви храна. Шапки, мода, карирано. Секаде гламур, значи секаде стил, но тоа за мене живот не е мил. Шијам со часови во шарени бој, а поим си немам дали добро ке стои. Модата е нашиот сон. Од толку работа гледам карирано. Модата е нашиот сон. Како сардина сум, дур шијам смирено. Модата е нашиот, 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 модата е нашиот. Побрзај да научи за карираното.
чудовиште ќе ме фати. О, да, чудовиштето ќе те фати. Само една конзерва остана, само една конзерва. Зем ја и продај ја. Веќе нема конзерви на полицата. Го слушавте тоа? Веќе нема конзерви. Нема веќе конзерви со храна. Нема веќе конзерви. Ке се јавиме на доставувачот, ке нарачаме храна и пак имаме конзерви. 99 конзерви храна на полицата, 99 конзерви храна. Земи една и продај ја. Останува 98. 98 конзерви. Што е, Зои? Мора да ги истегнеш нозете? И јас? И да ги затнеме ушите. Се надевам дека сите направивте се што требаше, бидејќи следната станица е Сум. Лајт ќе се изненади кога ќе ме види. Кога ќе се изненадат сите кога ќе ме видат? Здраво, можам да ти помогнам? Медисон, тоа сум јас. Блайт? О, Блайт! Изгледа се чувствуваш подобро. Ништо не ми е. Имам еден слободен ден и дојдов да ви изненадам. Каде се миленичињата? Господја Твомбли ги однесе во комбето да земат нов муштерија. Ке се вратат брзо? Не знам. За колку се стигнува до СУМ? Сум? Зошто ме прашуваш? Таму отидоа. Сакаа да наминат и да те видат... Ау, тебе. Изненадување. Сериозна си? Не баш често, но сега сум. Морам да го видам татко ми. Тој не е дома. Облече пилотска униформа, бидејќи мораше на работа или отиде на некој маскенбал. Ова е ужасно. Млад господине, дојдов да го земам миленичето. Се вика да видиме. Еве го, ми треба капење. Се плашам дека сте жртва на некоја финта. Тука нема миленичиња, само луѓе. Леле, јас сум жртва на финта на некој дете од училиштето за мода. Тогаш може да ја видиме Блайт Бакстер. Знам дека таа е човек. Не можете. Роджер, што правите тука? Исто како и вие, ја изненадувам Блайт. За жал, таа не е тука. Отишла дома да не изненади нас. Што? О, ова не ми се допаѓа. Јагми, јас сум. Дали си во сладка радост? Излази на излогот. Веднаш. О, Блайт! Што правиш тука? Дојдов дома да ве изненадам сите, но дознав дека сите отишле во Сум да ми изненадат мене. Сега не знам што да правам. Може би имам идеја. Фала што не возавте назад, Роджер. Нема проблем. Сега, кој сака да слушне приказна за Блайт кога беше мала? Не им се допаѓа моето пење, но ако сакате да раскажете приказна и тоа е во ред. Одлично. Па, Блайт имаше 3 години кога еден ден... 99 торти во комбето, 99 торти. Тоа не доведе до незиниот 4-ти роден ден, каде што... Погледнете, стигнавме на местото за одмор. Ајде да се станеме и да ги стегнеме ушите ова нозете. Тето Кристи, може да застанеме скоро? Извини, Блайт, пиев огромна лимонада пред да тргнеме. Камионот на сладка радост? Блайт! Колку ми е мило што ве гледам сите. Многу ми недостасувавте. Па, Блайт, бидејќи сме на пола пат до Сум, може да те однесеме после на краток пикник. Во врска со тоа, тато,
Супер си помина во сум и многу научив, но ми фалат вакви работи. И немам поим што најдобри прилега на Мекена. Кој што како? Нормално дека сум беше одлично искуство, но сакам други убави искуства ова лето. Со пријателите, со тебе и со миленичињата и... Во рете ако не се вратам? Повеќе од во ред, Блајд. Да одиме дома. О, тато, најдобар си. Ќе одам да им кажам на миленичињата. Слушнавте? Ќе бидам дома до остатокот на летото. Изгледа миленичињата ја разбираат неа. О, мислам дека ја разбираат.